Заменик министар за финанси, навистина обично кажувате по нешто, ама сега поскромно тоа го направивте. Се наоѓаме во една ситуација каде што навистина заради љубов или сакање патриотски од страна на опозицијата кон државата практично го гласаме овој закон, иако не заслужувате тоа да се направи. И сега повторно аргументацијата е бајата со теми кои што апсолутно не се аргументирани и замижуваме пред фактите. А тоа е дека во 2010 година МЖ Транспорт направил дубара од 8,2 милиони евра. Значи не е ни криво ни ембаргото, ни Дзинго што шверцал тогаш, туку во 2010 година тргнале да поправаат, така напишале, дека потрошиле 12 милиони и 418 илјади денари за дизел, за поправка на дизел моторен воз, без јавна набавка и никој не го видел договорот, нити видел дали е поправено тоа. Ревизија на товарни вагони без документ, викаат дека потрошиле 31 милион 665. Расход на локомотиви, вагони и така натаму, аванси за јавни набавки, сето тоа Државниот завод за ревизија за 2010 година вели дека ненаменски се потрошени 8,2 милиони евра. И не ви се криви тука никој од ембаргото 92-93 што било во раците на Социјалистичката партија тогаш. Кршењето, мислам. Овој закон ќе го поддржиме затоа што во овој момент, ако Агенцијата за регулирање на железничкиот сообраќај, ако сака да го почитува законот, ќе му ја одземе дозволата на акционерското друштво МЖ Транспорт, затоа што не ги исполнува условите од законот. Односно, ако побара дали е осигуран на компанијата и дали има платено осигурање, тоа не го има направено. И тоа представникот на Агенцијата за регулирање на железничкиот сообраќај го кажа на Комисијата за транспорт и врски. И тоа е факт. Со ова сакате тоа да го спасите. Владата вели во образложението дека со предлог на законот сака да направи подобрување на деловната клима. Баш ме интересира денеска министерот за економија, кој што е во Словенија, дали во сите тие активности ќе се сретни со представниците на словенечки железници, кои што упатија писмо до пратениците овде во Собранието, дека владата на Република Македонија ги излажи дека 2 години вложувале во Република Македонија, плаќале давачки, а либерализацијата ја одложија до влегувањето на Македонија во ЕУ. И тој таков малечок сообраќај што го имаме во нашата држава, пополнува само 50% од сообраќајот во нашата држава. Вие не дозволувате некој друг да работи во преостанатите 50%, за да може да живеат и инфраструктура и транспорт. Кога зборуваме за транзитните возови, сите знаеме дека после доаѓањето на карго во царина, по 2-3 дена, заради разни некои дојави, нели тие филмовите во кои што се функционерите на ВМРО ДПМН, ги држеа возови и вагони кои што имаја кварлива роба и тие никогаш веќе не го користат Македонија како транзит. Тоа сите го знаат и за тоа имаше допис овде до Собранието во претходниот состав кога бевме. И затоа си одат луѓето преку Бугарија, зашто таму нема некои филмаджи у царина па да проверуваат постопати. И затоа замре транзитниот сообраќај, не заради Социјалистичка партија ембаргото, кршењето од 1992-1993. Правиме муабет за 2009 и 2010 година. Во самиот предлог на закон, Министерството за финанси вели дека само во 2012 година се очекува врските да доспеат од 10,56 милиони евра. А дека направени се, ама не наплатени обврски од 11,6 милиони евра во претходната година. Што има врска сега, 2011 година и тоа што Социјалистичка партија го кршила ембаргото во 1992 и 1993.
Значи, овие се податоци од Министерството за финансии, дадено на предложениот закон за 2009, 2010 и 2011 година. Или вкупно 97,21 милион. И она што го пишува во образложението на законот, пишува дека ова ќе биде гаранција за еден нов заем. Ама зашо ќе биде тој заем, не знаеме. Ако го видиме буџетот на Република Македонија и ребалансот, инвестиции во железничка инфраструктура бројката е 0. Единствено има префрлување на средства како субвенции до јавни предпријатија, односно само се дели плата за вработените. И ништо друго. Ги преполнивте вработените го преполнивте АД Транспорт со партиски вработувања, не можете сега да ги исполните обврските, ја дозаглавивте компанијата, кој трпи? Патниците, граѓаните на Република Македонија. И еден од ретките протести што е направен во изминатиот период е тој што патниците го блокираа самите железничкиот сообраќај. Денеска кога се оди со железнички со воз, луѓето тоа е практично ко една компјутерска игра во кој што неизвестно е дали ќе стигнете до крајот на своето патување. И затоа зачудува леснотијата со која што сакате да ги игнорирате последните проблеми кои што се евидентирани и од самото министерство и од самиот Државен завод за ревизија. Па нели 300 вагони ќе купуваа по програмата ВМРО ДПМН, па 100 локомотиви, па кон Лерин ќе одеше возот, кон Бугарија ќе одеше возот, а од Вај стигнува до Драчево. Со таа брзина што има. Ние во очите на светот за каква деловна клима ќе зборуваме, кога две земји членки од Европската Унија, и Словенија и Чешка, укажуваат на државниот интервенционизам од најкомунистички вид кој што е направен со последните измени на законот и со одложување на процесот на либерализација. И сега неработењето, ненаменското трошење на средства, ние треба да го наградиме со едно законско решение. Без да извлечеме поука. Очигледно е дека ќе се покаже дека бранот важи само за оние луѓе кои што не знаат да ги однесат парите на вистинското место и дека по пат загубиле некое купче. Иначе, зошто да толерирате раководство кое што оставило, според мислењето на Државниот завод за ревизија, ненаменско потрошени 8,2 милиони евра? Па со 8,2 милиони евра ќе може да се купат, пошто 1,5 милион евра е локомотива, 1 милион е вагон, ќе може да направите еден нормален воз кој што би се движел, нека биде од Скопје до Битола. Нормален воз со 3-4 вагони и со нова модерна локомотива. Македонија, за жал, има 0 инвестиции во железничкиот сообраќај, а сакаме да бидеме дел од некој коридор, а без да вложиме денар во целата ова работа. И затоа постојано апелираме, се обидовме со ребалансот на буџетот тоа да го направиме, како да ја натераме оваа влада да вложи средства инвестиција, ама реални инвестиции, а не трансфери до невладини организации и буџетски трансфери до јавни предпријатија, туку реални инвестиции за да може нешто да се промени. Над 300 километри не ви се исплати да правите транспорт со камиони. До 300 километри ви се исплати. Над 300 километри тоа мора да го направиме со железница. И тоа мораме да го направиме за генерациите после нас, не за нас сега. И затоа оваа неодговорна политика можеме привремено со некое законско решение, или владата може привремено со некое законско решение да ја покрие. АД Транспорт сега ќе ги исполни условите од Законот за безбедност на железничкиот систем, Агенцијата за регулирање на железничкиот систем ќе ја продолжи дозволата законски,
Ама тоа не е решение нити за патниците, нити за бизнис компаниите во Република Македонија.